повод за денешната пресконференција, како што ви беше соопштено и во најавата, интервјуто на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за Слободна Европа. Министерката за внатрешни работи Јанкуловска упорно избегнува да даде на јавноста да даде одговори за горливите и отворените прашања кои се во нејзина надлежност. И по година дена се уште немаме целосна разрешница за грозоморното убиство кај Смилковско езеро. Наместо тоа, во вчерашното интервју за Радио Слободна Европа, таа наместо да даде одговор за проектот Пустец, држеше лекции за избирачкото право и невешто се обидуваше да го толкува изборниот законник. Јанкуловска не одговори на суштинското прашање. Кој дал наредба пред самите локални избори да се издадат лични карти на жители од Пустец? Кој ја спроведуваше операцијата за фиктивно сместување на овие лица по 60-тина, па дури и повеќе во еден стан, некои од нив сместени дури и на напуштени ливади, или пак, што е уште поважно и противно на законот, во станови на јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор. ЛДП прашува дали, како и за другите граѓани и за лицата од Пустец во целост е испочитувана процедурата за добивање жителство и лична карта. Дали некој ги провери становите и куќите каде се посочените адреси, кој и колку луѓе во нив живеат. Јанкуловска се обидуваше да се зацкриет за наводните права кои се еднакви за сите државјани на Република Македонија. Но дали е свесна дека овие граѓани не само што не остваруваат и не оствариле одредени права, како што вели таа во своето интервју, туку напротив, тие се навредени, понижени, подценети и изманипулирани од самата министерка. На непримерен и недостоинствен начин, 3 пати, едно по друго, дури и стари лица на денот на гласањето се носени со автобуси од Пустец во центар, само за да биде избран кандидатот на ВМРО-ДПМН за градоначалник на општина Центар. Скандалот Пустец предизвика голем револт кај жителите на Центар и затоа не дозволија некој друг со фалсификат да им го избира градоначалникот. Не само што проектот беше разоткриен од Либерално-демократската партија и од другите опозицијски партии, туку беше нотиран и како негативен пример во извештајот на ОПС и ОДИХР за локалните избори. На крај, Либерално-демократската партија би сакала да ја потсети министерката, која сега од оваа позиција може да ја избегне одговорноста, дека изборниот фалсификат представува кривично дело кое што не застарува и наредбодателот и извршителите кога и да е ќе одговараат според законот.